Продолжуваме со третиот дел од видеата за придавки во германскиот јазик. Пред да започнеме, ќе ве замолиме да ни дадете поддршка со субскрајб на YouTube каналот и фолоу на Instagram профилот. И не заборавајте да го предложите каналот на друг кој сака да изучува германски јазик. А сега да започнеме. Како што кажавме, за придавките во германскиот јазик ќе учиме за најзначајните германски придавки, за деклинација на придавките, и тоа овие две предавања имавме во претходните два делови. Во денешното предавање ќе учиме за das Adjektiv Steigerung или степенување на придавките и das Adjektiv Vergleichen или споредба меѓу придавките. Прво ќе започнеме со степенување на придавките или das Adjektiv Steigerung. Што е степенување на придавките? Степенување на придавките се користи кога сакаме да направиме споредба меѓу две или повеќе нешта со помош на придавки. Овие придавки припаѓаат на еден од трите степени или Steigerungsstufen. Тие три степени се позитив, компаратив и суперлатив. Например, во позитив степенот придавката брзо, во компаратив побрзо и во суперлатив би било најбрзо. Како се прави степенувањето на придавките? Се прави со тоа што истата придавка ја променува својата основна форма во еден од трите степени. Степенувана придавка може да се промени само со префикс или суфикс или па да добие целосно нова форма. Во следните слайдови ќе видиме примери. При степенување на придавките секогаш е потребно прво да се деклинирани според род, член и падеж. А за суперлатив се користат само членувани именки. Како се степенува? Во позитив ја имаме нормалната придавка. Например, schnell или брз или брзо. Во вториот степен или компаратив се додава плюс суфикс er на придавката. Например, schneller или побрз. А суперлатив може да се формира на два начини. И тоа, првиот начин е додавање на префикс am и суфикс sten. Например, am schnellsten или најбрз. А вториот начин имаме при користење на член, зависно од родот, користиме der, die, das или во другите падежи den, dem и слично. И суфикс ste. Например, der schnellste, најбрзиот. Треба да се напомене дека суперлатив не може да се формира со am schnellste или der schnellsten. Значи, или на едниот начин или на другиот. Како правиме истовремено деклинација и степенување на придавките? Во позитив, бидејќи имаме нормалната придавка при степенување, имаме класично деклинирање на придавката. Во компаратив имаме суфикс er, односно степенувањето, плюс се додава деклинација. А во суперлатив имаме префикс am и суфикс st,
плюс деклинацијата. Или втор начин, членот деад и дас, зависно од родот, суфикс ст плюс деклинацијата. Важно е да се запамти дека во реченицата, односно во придавката, прво ја степенуваме, а потоа се додава деклинацијата. Например, како се деклинира плюс степенува. Во позитив кажавме дека имаме нормална придавка со деклинација. Например, ein schnelles Auto или брз автомобил. Во позитив, односно во компаратив, имаме мала разлика, го додаваме суфиксот еа плюс деклинација. Значи прво степенуваме, потоа деклинираме. Ein schnelleres Auto или побрз автомобил. Во придавката, во компаратив, со плава боја е бележано степенувањето, а со црна болдирани букви деклинирањето. Во суперлатив, како што кажавме, префикс am, суфикс ст, плюс на крајот стои деклинацијата. Например, am schnellstes Auto или најбрз автомобил. И вториот начин, го додаваме членот, суфикс ст и деклинација. Например, das schnellste Auto или најбрзиот автомобил. За правилно деклинирање, може да го погледнете нашето претходно видео, односно вториот дел за придавки во германскиот јазик. Дали постојат исклучоци во правилата за степенување на придавките? Постојат, например, прв исклучок е тоа што може да настани целосна промена на формата на придавката при степенувањето. Тоа најчесто се користи, односно тие се нарекуваат неправилни придавки. Таму спаѓаат gut, gern, viel, bald и уште неколку. Да видиме еден пример. Во позитив, gut или добро. Во компаратив, имаме целосна промена на придавката во besser или подобро. И во суперлатив се променува во am besten или најдобро. Втор начин на исклучок во правилата за степенување имаме кога, освен степенувањето, имаме добивање на плюс умлаут буква. Најчесто се користи кај едносложните придавки. Например, kalt, ладно во позитив. Во компаратив келта или поладно и во суперлатив am kältesten најладно. Понатаму, трети исклучок е каде што имаме промена на букви. Таму спаѓаат мал дел на придавки, например dunkel или темно во позитив, во компаратив се променува во dunkle или потемно, може да се забележи со лилава боја дека К и Л ги променале буквите, односно Л и Е. И во суперлатив am dunkelsten најтемно. И последен исклучок од правилата за степенување е каде што имаме додавање на буквата Е. Оваа буква се додава кај придавки кои завршуваат на буквата Т, ТЗ, Д, СЦХ, ZX или SZ. Да видиме еден пример и од овај исклучок. Например,
Придавката нет во превод значи љубезен, во компаратив се променува во нета или пољубезен, но во суперлатив имаме амнетестен. Бидејќи оваа придавка завршува над буквата Т, а како што кажавме во правилото, имаме додавање плюс на буква Е. За да стане појасно, ќе поминеме по некои примери од секој тип на степенување и на исклучоците. На почеток ќе наброиме некои придавки со класичниот тип на степенување. Во позитив шнел, во компаратив се променува во шнеля или побрз и во суперлатив ам шнелстен најбрз. Втора придавка лангзам или бавен, лангзама или побавен, ам лангзамстен најбавен. Следно шön или убав, во компаратив шönер, шöner или поубав и во суперлатив ам шönстен најубав. Вених или малку, венига помалку и ам венигстен најмалку. Klein или мало, kleiner помало, ам kleinsten најмало. Leicht лесно, leichter полесно и ам leichten најлесно. Дик или дебело, дика подебело и ам дикстен најдебело. Dünn или тенко, дюна потенко и ам dünsten најтенко. Може да се забележи дека кај сите овие придавки степенувањето се прави на ист начин. Да прочитаме и други со истите правила. Bright, brighter, am brightesten. Eng или тесно, enger, потесно, am engsten најтесно. Tief или длабоко, tiefer, подлабоко, am tiefsten најдлабоко. Тоја, скапо, тојре, поскапо и am teuresten најскапо. Билих, ефтино, билиге, поевтино и am billigsten најефтино. Kurz или кратко, kurze, пократко, am kurzsten најкратко. Schwierig, тешко, schwieriger, потешко и am schwierigsten најтешко. И последно, dreckig, валкан, am dreckigsten највалкан. Schlau, итер, schlauer, поитер, am schlausten наитер. Grün или зелено, grüne, по-зелено, am grünsten најзелено. Faul, мрзлив, fauler, помрзлив и faulst, am faulsten најмрзлив. Reich или богат, reicher, по-богат, am reichsten најбогат. Шик или елегантно, шике, по-елегантно и во суперлатив am schicksten најелегантно. Следна придавка schrecklich или страшен, во компаратив schrecklicher, пострашен и во суперлатив am schrecklichsten најстрашен.
Продолжуваме со glücklich, среќен, glücklicher, посреќен и am glücklichsten, најсреќен. Bockig, inhaltlich, bockiger, poinhaltlich и am bockigsten, најinhaltlich. Уште неколку придавки и продолжуваме со исклучоците. Кнеких или крцкаво, кнекиге, покрцкаво и am knekichsten, најкрцкаво во суперлатив. Леќа или вкусно, леќера или повкусно и am leckersten, највкусно. Циких, разгален, цикига, поразгален и am цикихстен, најразгален. И последна придавка од овој тип, häufig, често, häufiger, почесто и am häufigsten, најчесто. За да ги повторите другите преводи на придавките, може да го гледате првиот дел од видеата за придавки во германскиот јазик. А сега да продолжиме. Исклучок, каде што имаме во суперлатив додавање на буквата Е. Нет или љубезен, нета, пољубезен и am nettesten, најљубезен. Друг пример, шварц или црно, шверца, поцрно, am schwärzesten, најцрно. Laut или гласно, lauter, погласно и am lautesten, најгласно. Kurz или кратко, kürzer, пократко, am kürzesten, најкратко. Следна придавка, брайт или широко, брайта, am breitesten. Hübsch, hübscher, am hübschesten. Weit, weiter, am weitesten. И süß, süßer и am süßesten. Благо, поблаго, најблаго. Уште 3 придавки и ќе продолжиме со друг тип. Gesund, gesünder и am gesündesten. Во оваа придавка имаме и додавање на umlaut. Frisch или свежо, frischer, посвежо, am frischesten, најсвежо. Heiß, heißer, am heißesten. Следен тип на степенување на придавките се придавки каде што се додава umlaut. Gross, größer, am größten. Во оваа придавка буквата О се променува во О umlaut. Kalt, kälter, am kältesten. Alt, älter, am ältesten. Jung, jünger, am jüngesten. Ne, nach, näher, am nächsten. Am nächsten. Lang, länger, am längsten. Потоа schmal, schmäler, am schmälsten. И warm, wärmer, am wärmsten. Останати придавки кои се со umlaut oft, öfter, am öftesten. Klug, klüger, am klügsten. Dumm, dümmer, am dümmsten. Arm, ärmer, am ärmsten. И stark,
sterker, am stärksten, am stärksten. Следен тип се неправилните придавки кои се променуваат комплетно при степенување. Например, gut, besser, am besten, gern, lieber, am liebsten, viel или sehr, mehr во компаратив, а во суперлатив am meisten. И последна неправилна придавка bald, скоро, во компаратив eher, попрво, и во суперлатив am ehesten, најскоро. И како последен тип ќе ги споменеме придавките каде што имаме промена на букви. Например, во позитив hoch, во компаратив hoher, во суперлатив am höchsten. Во овој случај се губи буквата C во компаратив. Dunkel, dunkler, am dunkelsten. Овој пример го споменавме на почетокот. Teuer, teurer и teuersten. Edel, edler, am edelsten. И уште еден пример. Зоја или кисело, зојра, покисело, am зојастен. Се надеваме дека прочитавме доволно примери. А сега да прочитаме некои реченици. Ich bin groß, aber mein Bruder ist größer. Јас сум голем, но мојот брат е поголем. Das Mädchen läuft am schnellsten. Девојчето трча најбрзо. Sie ist das schnellste Mädchen. Таа е најбрзото девојче. Во овие две реченици имаме суперлатив на двата начини. Ich bin die älteste Schwester. Јас сум најстарата сестра. Ben ist der schnellste Mann der Welt. Бен е најбрзиот човек на светот. Ich bin klein, der Hund ist kleiner, aber die Katze ist am kleinsten. Јас сум мал, кучето е помало, но мачката е најмала. Marias Haare ist länger. Косата на Марија е подолга. Er spielt besser Fußball als Volleyball. Тој игра подобро фудбал од одбојка. Diese Schuhe sind am billigsten. Овие чевли се најефтини. Ein Motorrad ist teuer, aber dieses Auto ist teurer. Моторот е скап, но овој автомобил е поскап. Sie ist eine schlaue Schülerin. Таа е поитра ученичка. А сега да направиме мала вежба, да видиме што сте запамтиле. Оваа слика е најубава. Dieses Bild ist am schönsten. Оваа слика е најубава. Јас сум љубезен, но ти си најљубезен. Ich bin nett, aber du bist der Netteste.
На мене ми оди подобро. Мија GTS Беса. Ова е најстариот автомобил во градот. Das ist das älteste Auto der Stadt. И последна вежба, јас ја сметам црвената мајца за поубава. Ich finde das rote T-Shirt schöner. Ви благодариме на вниманието. Се надеваме дека степенувањето на придавките во германскиот јазик сега е појасно. За споредба меѓу придавките ќе учиме во 4-тиот дел од придавки за германскиот јазик, а за претходните делови погледнете ги нашите претходни 2 видеа за придавки. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк и очекувајте нови видеа.